Дадо, да те прашам нешто. Си полудала ли ти? Не, добро сум. Тогаш, што е ова, што правиш ти? Девојко, ја проклетам од среќа, девојко. Се заљубив за прв пат. Коптагел е заљубен во мене, се топам како да сум од путер. Се топам. Девојки, каква е ова брева? Што се случува овде, што правите? А ништо, само играме ние. Срам да ти е. Што зои тука? Гир. Бато, А што е? имаш ли ум, се напи вода? Не смееш. Прости ми, Господи, прости ми. Заборавив. Прости ми, Господе. Само ја исплакнав устата и тоа е. О, Господе, прости му. Еј ти! Што правиш бе, господине Решат? Туку ти што правиш таму? Дојдов тебе да те видам овде, сакам за услуга да те замолам. Господе Божи, чекај, доаѓам, За чекај. малку постот ќе ми го прекинеше. Господе Боже. Всевишниот Господе, прости ми. Девојко, не скокај така. За малку да го прекинам постот заради тебе. Излегувај од тука, излегувај. Господи Боже. Слушни ме ти ваму. Добро, бато. Спремете се за ифтар. Добро, бато. Господин Фикри ќе биде со нас. Добро, бато. Добро, бато. Добар ден, сестра Доне. Каде трчаш толку, бе? Брзам, бато, музеј, одам по среќата, одам по љубовта. Господе Боже. Нека води месецот Рамазан кон љубовта, ајде. Всемоќен Господи. Господе Боже, сите веќе станале. Колку е чудно. Исмаил ќе види убаво. Нема да му простам брзо за тоа. Сега ќе го измачувам. Што значи тоа да донесе девојка дома? Тогаш ќе го известиме Советот на жени, нека зборуваат и тие Назгјун. Не е до таму стигнато, а може и тоа да го направиме. Што ќе правите? Зборуваме за нашите исмаиловци. Донеле девојка дома, а Назгјун вели дека ќе го мачи. Ве замолувам да не им го превземате нивниот грев и да ви кажам, оваа девојка не е тоа што мислите. Вчера разговаравме малку. Која е таа девојка, Дадо? Од каде ја знаеш? Ја запозна во Истанбул. Таа му е поранешна девојка на Ферит. Токму таа ме нарече селска девојка. Ви раскажувам. Да. Девојката се уште овде. Го следи Ферит до тука. И веројатно останало со исмаилите, а твојот Исмаил ја сокрил за да не им направи проблем на пријателите. Ај, сега ќе имам грев што го обвини вкусиот Исмаил. Излегува дека е така. Освен тоа, кусиот Исмаил не би го направил тоа. Верувај дека не е така. Мојот маџер го направил. И ти си чудна, Ѓулѓун. Не рече дека е донел девојката дома, сега велите поинаку. Од каде да знам? И јас размислував така во тоа време. Ајде смирете се, каде е Сонѓун? Не знам. Нели спие во соба? Не. Ај, Господе Боже, каде ли исчезна?
Што правиш тука? Ништо, ме интересираше каде живееш и дојдов да видам, еве. Татко ти безерал или те пушти да шеташ? Тато не е овде и го испрати Ерол на терен. Одлучив да искористам оваа прилика и да дојдам овде кај тебе. Значи не е дома. Само сестрите се дома. Добро, остани тогаш, морам да потрчам малку. Со лесно трчањето. Што му се случило? Се онесвестил ли? Чекај да видам. Мислам дека разбирам. Елмас. Елмас. Илгюн. Илгјун? Илгюн. Немој. Овој навистина е сонова сестра ми. Небитно, нема да го будам. Нека си спие. Каде си ти, кажи ми? Дојдов во Кучубук. Ај, што бараш ти таму? Дојдов да го видам Џунет, ама не го гледам Џунет, па го гледам само стариот. Стариот? Кој девојко? Па најстариот Коптагел бе, ама не. Не е важно. Врати се дома, ајде, добро? Добро бе, Дадо, па смири се малку, секако ќе дојдам. Сепак нема да останам до сабајле овде и... слушнете што ќе ви кажам за Коптагел, те сонува само тебе, само да знаеш. Сонгјун, реков дојди си дома, ајде. Не, ќе исклучам, тато доаѓа. Што? Повели, господине. Ерол, каде си? Само што се вратив од полето, зедов од зеленчукот. Одлично, остави го покрај куќата и врати се повторно, ајде. Повторно? Да, повторно. Повторно? Да, повторно. Повторно, Боже. Што сега бе, Боже? Оди брзо, побрзо, ајде, оди. Како да одам брзо? Со точакот, Ерол, со точакот. Ајде. Затвори го сега телефонот, бе. Добро. Види го, исклучи. Ерол, што правиш таму? Мора да одам, се враќам на терен. Ерол, само што замина. Ќе одам кај Кусиот Исмаил, ќе разговарам со него. Чекај, девојко, јас ќе дојдам со тебе. Ама ако ве фати тато, и навистина тогаш ќе видите убаво вие. Ама ајде, Дадо. Ќе дојдеме пред да се врати тато. Ајде. Коптагел, синко. Илгюн. Види го, не се буди. Сонува е, спомнува Илгюн. Како и да е. Значи умот му е кај Илгюн. Коптагел. Илгюн. Коптагел. Ти што, дъзин? Да, јас сум, синко. Што си направил, синко? Зошто спиеш на земја? То не е убаво. Можеш да се разболиш вака, ме разбираш? Господа те благослови, искрено, друг не мисли на мен. Ајде, стани. Не можам, закопчан сум до крај, видиме како... Чекај да видам, чекај малку, чекај. Постани малку. Чекај, нема да успееш така, не грижи се, не можеш. синко. Веднаш ке го следам. Јас сум истинскиот човек за тоа. Зошто да не го поправам? Зошто? Чекај малку, ајде. Времето е малку топло за ова. Времето е малку топло за ова работа, ама јас ќе се дам, ти не грижи се. Почекај малку. Што прави за... Каде ти е? Чекај. Немој подолу, така. Ама добро заглавено е. Бога ми добро е. Бога ми добро е вака, добро е. Ајде, изнеши едната рака, ајде. Ајде се, извади другата. Извади, готово. Пушти ме сега, што правиш? Сега?
Лежи мирно. Абе, Чичко, Дузио, што ми правиш? Навистина нема потреба. Ќе излезам сам, верувај ми. Ама немој. Слушај сега, јас Ама немој ќе застани, повлечам, а ти држи се цврсто. Само добро? полека, не влечи многу. Спремен? Ајде. Абе, телото ми излегува, носете не сака. Како излеков? Успеав, ајде излези, ајде надвор. Само ме чуди, како на оваа возраст имаш толку сила? Како ти успее да ми излечеш ова? Не разбирам. Па виде, ти излеков од врачата за спиење. Ваква сила се добива кога сели сирење. Само не ме турке, важи ли? Зошто ми те турка? Ајде, дојди. И онака си отепан. И зошто спиеше тука, бе? Не е убаво така, ајде, дојди. Ајде, дојди. Ти седни, јас ќе... Дојди, седни. Така. Каде е господин Фикри? Знате ли е? Знате ли е, бе? Господин Фикри! Како беше тој звук, бе? Тоа значи ми дава одговор. Каков е тој одговор, бе? Што е работата? Абе, тато, лежиш врз мене и уште хрчиш, освен тоа и ме удри. Уште што се случува? Што направам? Случајно било тоа. Ох. Џунејд, Кажете ти тоа. но те молам, отвори го прозорецот, нека влезе малку свеж воздух, се задуши под Жешко. Добро, тето. Сонџун? Татко ми е овде. Ама не знае дека јас сум тука. Добро. Што се случи? Ништо, дојдов да те видам. Добро си направила. Чекај малку, веднаш се враќам. Добро. Чекај да те зачистам. Добро, Што има, Дузјун? А за треба да има нешто? Добро е што дојдов и видов во каква состојба е. Зошто, бе, синко? Кога стигнав, детето спиеше на земја. Зарем не ти е жал, бе? Ај застрами се. Зошто го омаловажуваш на ваков начин да спие надвор детето, а таму има цела куќа? Навистина сте во право, господине Дузгјун. Многу ми беше удобно во собата. Осве тоа, кога е Рамазан е многу жешко. Дозволи ми да ти кажам нешто. Мојата куќа е постудена. Како, мислиш климатизирана? Таму има воздух, тоа ти го кажувам. Ме збуни малку. Всушност, добра идеја да си одиме од овде. Добро, бе, што ми е добра идејата да одиме? Добро, да одиме со мојата кола. Камперот нека остане овде. Ништо нема да му се случи. Ајде, оди да се подготвиме. Дојдите, Тино, ајде. Остави го тоа тука, бе. Ме уништија. Живи Бога, душата ми излезе. Од една страна несуница, а од друга страна зештината. И уште пак сега и ова. Луѓе, слушајте, постојано не проверуваат за нешто. Абе, брате, што е ова? Нозете ми се како камења, А не мислите дека овој престол е многу полесен од се до сега што сме носеле? Боже, види го што зборува, Овој мисли дека е некој Види, Куси е во право. Како некоја полиглота си. Господе, бе. Ей, бегајте, нема кочници, не работат. Дој право ме соди. Бегајте. Добре. Будала еде. Абе, лут еден. Абе, господа дека. Се може, овој бил навистина не Ајде, оди Куси. Боже. Што беше ова? Ставете го појасот. Само почекај да го повлечам, ајде. Ајде, закопче се сега, ајде. Ајде, еве јас. Клима нема, ово еколошки возила. Кога ќе се загрее малку, климата почнува да дува. Така да си знаете. Види го ти сега. Отида овие. Види го ти, Џунејд. Навистина ме остави, бе. Сонѓун. Не ми ги препознаваш рацете. Зошто дојде? Дома немаш никој Па што ако нема, зошто? да разговараме. Нема што да разговарам со тебе, нема повеќе. Што се случува? Размисли малку. Нема да ми кажеш ти? Нема. Ајде, не должи да разговараме. Не сакам. Ама ајде. Илгјун. Како ќе го решиме тоа ако не разговараме? Ајде, губи се од тука. Оди си. Оди. Сега е сериозно.
Прво почнувавме со романтика. Сега со расправија. Сега е потешко. Добро направивте што дојдовте со мене. За ваше добре, господине Фикри. Не ни доликува тоа. Така е. Ама и ти се однесуваш како дете. Кој? Јас ли? Не, јас. Боже, боже. Се шегуваме, се шегувам. Добро е што заврши. Има огледало таму. Какво огледало? Возачот е напред. Без гајле биди ти, важи? А каде отиде средниот? Знаеде некој? Средниот ли? Ферит, зете, Ферит. Тој отиде да трча, тој сака да спортува. Ќе дојде подоцна. Нека дојде сега и онака не ни треба. Не слушам ништа. Сигурно си заминал. Што бараш ти овде? Јас ли? Да, ти. Кој друг може да биде? Како влезем внатре, кажи? Па кога ја затвори вратата, што да направам? Отидов да разгледам наоколу. Размислував како да влезам. Сепак јас сум Ферит. А за да те најдам ќе поминам и планини. И што најдов? Отворен прозор во кујната. И пред да влезам, не грижи се, ги соблеков чевлите пред да влезам. Ајде излези. Толку си изнамачив. Отвори врата. Има ли збор за откажување во твојот речник? Искрено, не сум многу тврдоглав, ама што се однесува до тебе, не можам да кажам не. Слушај, многу ме разочара, да знаеш. Затоа не сакам да разговарам веќе со тебе. Што направив, како те разочарав? Знаеше за Бенгису. Ми намести замка и дојде. Ама не грижи се, овој пат на вистина се ослободив. Види ти, ја кажувам вистината, таа веќе не доаѓа. Ферит, не мислам на Бенгису. Па што е тогаш? Дека го скршив казанот. Тоа е значи. Многу смешно. Разбирам. Не му дозволив на татко ти да победи. Вознемирена си. Ќе продолжиш така? Што да продолжам? Со шегите. Ако не зборуваш, тоа ќе го направам. Зашто се работи? Си му кажал на Бурали Исмаил дека се сретнав со тебе во Истанбул. Не смееше да го направиш тоа. Сега ми е јасно. Ја откри нашата заедничка тајна, свесен си? Сега има уште еден човек од целото што го знае. Може да ти кажам нешто? Што сакаш да ми кажеш? Ова. Навистина ми се допаѓа како зборуваш за Бурали Исмаил. Уште ли се шегуваш со мене? Не, сосема сум сериозен. Освен тоа бев принуден да му кажам. Ако не му кажев, ќе ја донесеше Бенгису. Мораше така. Прво и најважно ќе беше посрамотена пред цело село. Мислев ако некој треба да дознае, тоа е Бурали Исмаил. Или ќе дознае цело село. Повеќе сакав да дознае само еден. Ке ми простиш сега? Не. Чекај, мора да се смириме. Не може да се смириме. Добро. Штом си толку тврдоглава, ќе седнам овде и ќе чекам, добро? Повелете. Ај, благодарам Нема многу. зашто. Синко, придружи ја тетка ти од другата страна. Повелете. Слушај, тебе ти зборувам. Оди од каде што си дошол. Ферит ќе дојде, некој ќе настрада, многу лошо ќе биде. Ама јас не сакам да настрадаш. Само сакам да разговарам со тебе. Ама добро, ако е тоа што го сакаш, ќе си одам. Веќе заминувам. Излези. Конечно се вратив овде. Благодарение на него се чувствам спокојно. Влезете, ајде, повелете, влезете. Повелете. Седнете, ве молам. Господе! Седнете, јас имам некоја работа и веднаш се враќам. Добро. Татко ми дојде.
Ај, леле, не си отиде ти. Не ме гледај така. Сите се овде, надвор се. Се шегуваш, нели? Зошто да се шегувам? Дојдоа сите на терасата се. Татко ти, татко ми. Не стој тука, оди увери се. Тука се. Ај, брзо, брзо, бегај, бегај, бегај сега. Што се случува? Татко ти доаѓа. Што? Брзо. Брзо, брзо, брзо. Тато? Што правиш ти? Ништо, си лежав. Што правиш ти? На рацете имаш чевли. Чии се овие чевли? Некој влегол во куќата. Добро ли си? Добра сум, тато. Добро, оди таму. Трни се, чекај. Не, тато, таму нема никој. Само што излегов од таму. Сигурна си? Да. Не оди никаде. Остани тука. Еј, што правиш тука? Ајде, бегај. Не можам. Немам чевли. Боцки ќе ми влезат. Ај, Боже. Уф. Чекај. Земи ги овие. Што е тоа? Не е важно, земи ги, ајде. Не е можно тоа. Обличи ги, ајде, земи ги. Ајде, бегај. Оф. Реков, бегај. Добро, бегам. Што правиш? Ева, многу ми се тесни, сакам да ги соблечам, да ми се исушат малку нозете со вакви високи чевли, многу е лошо, бе. Што е, доста е веќе со тоа, ефе, па и ми скина стапалата. О, грч ме фати, грч. Чекај да видам. Грч ме фати, грч. Овде ли? Не, подолу малку. Овде ли? Леле. Што е ова? Зошто мора ова да ми се случи? Како него сум сега? Што? Што е ова? Еј! Што правиш ти тука? Што е, господин Ерал? Што правиш ти? Одговори ми ти мене. Јас прашувам овде. Што е, Ерал? Што се случува таму? Господине, само што се врати по терен и повторно го гледам ова момче тука. Здраво. Добар ден. Добар ден, тетино. Дојде ли? Дојдов, тето. Што ми ја добив пораката, дојдов. Порака? Не му испратив порака. Телефонот нема мрежа. Значи нешто наумил, преправај се дека знаеш. Фердо! Не стои така, ќе добиеш сончаница. Дојди ваму, брат. Тргни се од сонцето, ајде. Дојди, тетино. Што се случи, тато? Не успеав да го најдам собственикот на патеките, сигурно избегал, ама ќе го најдам. Навистина, јас не знам, тато. Секаде барав, ама не можев да го најдам. Добро. Ти ги нема сестрите?
Тие отидоа на ливадата, ми кажа. Не грижи се, тато, знам за нив. Се испасив да не ги киднапирале? Добре тогаш. Не. Го уништив оно што ми влегол тука, ме стега костулата од копче на копче. Ајде не ги оставај гостите да чекаат. Значи оди сега кај нив, јас веднаш ке се вратам. Добра. Тивко само. Бев овде и за малку ќе ме фатеа. Што зборуваш, тетино? Не зборувајте сега, ќе ви кажам подоцна. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдов. Илгин, душо, те молам, донеси ми ги и моите чевли. Не ми е пријатно во овие другиве, значи. Нозеве ми потекоа, тапан ми се направи. Ајде да си ги облечам моите. Најдраго ми е тоа што некако блиску ми... Умирам, значи, умирам. Ayağında kundura, ayağında kundura, yar gelir dura dura, yar gelir dura dura, ölürem ben, ölürem ben. Ay. Совршено, лол да ти е. Благодарам. Колку му пее, одлично, машала, машала. Па имам убав глас за тоа. И Ѓунџерко, ајде, донесе му ги чевлите на Коптагел, рече дека не му е удобно во овие. Не, тато, зошто? Мислам дека е многу удобно во нив, мислам дека многу убаво му стојат. Нека ги носи за сега. Нема потреба, многу убаво му стојат. Ај, се согласувам со тебе. Мислам дека не му стојат воопшто. Не ги носи, тетино. Не ми стојат. Да. Интересно, господице Елмаз. Прв пат се служувате со Коптагел, изненаден сум. Многу сум изненаден. Да. Понекогаш жените се едногласни. Велат дека овие ми одговараат, па морам да ги носам и што ме така... Твоето тело е овде, а остатокот лета. Ми изгледа како да не ти се баш удобни за носење. Кажи ми, дали ти се удобни или не се? Ајде, кажи. Ај. Што да правам? Сум стапнал во некаков измет. Моите патики, извинете, ама и тие се во ужасна состојба овде. Дојдовме на 3 дена. Не зедов со себе многу пара чевли. Затоа е вака. Што е сега? Господе Боже, ми се смачи веќе. Одам да прошетам на ливадата. Барате причина за бедство, господине Фикри? Зошто? Едниот зборува за чевли, другиот за измет. Ми се смачи мене. Одам јас, а потоа ќе дојдете таму и ќе ме земете од таму. Ми го должите тоа мене, ајде. Добро што ме така. Ке дојдам таму подосна. Ерол, тој има бе. Што правиш? Ги стави во кошарата, господине. Добро, смести ги оди повторно. Повторно? Да, повторно. Господине, зошто толку? Ти почна многу нешто да поставуваш прашања. Не, господине, како така? Немам право на тоа. Рамазан е. Добро де, работата за време за Рамазан е голем благодет. Благодарение на мене ќе бидеш награден. Многу благодарам. Ајде, оди побрзо. Имаш време, ќе одиш и ќе се вратиш, ајде. Оди. Ако сакате, може да одиме кај господин Фикри да видиме како е. А јас ќе проверам и ќе му помогнам на Коптагел за чевлите, за да му е полесно одењето. Гледам дека вака баш не му е удобно. Ева, добра идеја, добра идеја. Може, ама и Илгјун нека дојде со нас. Зошто? Ова е село, господине Дузгјун. Може би ќе сретнеме кучиња, а јас не сум навикната на тоа. Ова е сепак село на Илгјун. Таа ги познава кучињата, ако им каже да си одат, ќе си одат, нели ќе послушаат, така нели? Добро. Во право си, господјо. Ќерка ми ги знае сите кучиња во селото. Ајде, ќерко, оди со нив, внимавај на нив, а ние со Коптагел ќе дојдеме подосна. Поздравете ги кучињата. Не држете се. Ај, благодарам. Ајде. Ајде, тргајте. Ајде, тетино. Ти, малечок, нема ли да одиш? Не, ќе почекам Ѓулѓон, ми пиша порака, ќе си дојде овде, па не ќе почекам овде. Ало? Молам? Што зборуваш, бе, синко? Кој си бе ти, синко, со кого разговараш, како мрднат да си? Ти глупче ли си? Голем глупче, полудел ово, жими мајка. Еј, слушаш ли ти? Ајде, губи се. Што се случи? Ајде, оди.
Носи го овде. Дојди. Прости, чичко Дузјун, жал ми е што растеше во Истанбул. Многу е опуштен и непромислен е. Ти простувам, синко, детето е уште младо. Ти благодарам. Абе, бато, зошто одиме таму? Устата ми се исуши. А и никогаш во животот не сум постал досега и волку да одам, не сум навикнат, те молам. За се има прв пат. Бато, кога завршува постот? Има уште време. Ајде бе, веќе не можам да издржам, се колнам, не можам да издржам. Како може така? Ете така, баш така, ќе ми кажете која е казната за ова. Ах, тето. Кажи, тетино. Слушни што зборува. Добро, што се случи? Не можам да одговорам на неговото однесување. Може да се обидеш? Добро, тетино, доаѓам. Ајде. Што ти е убавецу на тета, кажи ми. Уште сме лути? Уште се шегуваш? Се колнам, немав друг избор. Морав да му кажам на Бурали. Не требаше да му кажуваш ништо. Ме донесовте во непријатна ситуација. Всушност, ти мене ме доведе во непријатна ситуација. Види што носам на нозете. Премали ми се. Што ме засека тоа? Ме прашали дали да ги собачеш патиките и да влезеш внатра? Што е, а? Нема следи веќе, не сакам. Чекај малку. Чекај, сослушај ме, не можам да трчам, чевлите ми се тесни. Не доаѓај по мене, не сакам, не разбираш веќе? Ферит, што ти е тебе, душо? Ништо, тето. Не, ти се колнам, нема да се јави на телефон. Девојко, слушај, што ако Кусиот го напуштил селото заради тоа што го направи? Не, мислам дека не си заминал. Ама види, и ти тоа го кажуваш несигурно, може би заминал. Што ќе правам сега? Не заминал. Дојди, бабо, дојди. Ајде. Полека. Обе. Оле. Фала ви. Еј, Бурали. 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 Еј, Бурали. Овде сум. Кажи. Донеси ми од кафето што ми го носиш секогаш ти. Како така бе, Рамазане, бабо? Пости ме. Ако оди и направи ми кафе, па дури и да не го испијам, не сакам да слушам приговори. Абе, бабо, не прави вака, не мора да не послушаш, ама не може да пиеш кафе, пиеш лекови, ти заборави на тоа. Што да правам кога не е пост? А што може да направиш, пиеш лекови? Секој што пие лекови не може да биде казнет. Имам ли си ти? Абе, не сум. Ама така е, знам. Ама убаво е. Вака кога сум опуштена, многу опуштена. Господи. Туси! Каде одиш, бе? Братче, не сум расположен. Морам да бидам сам. Ах, бе, Наđун. Како можеше да ни го направиш тоа, без да кажеш нешто? Исмаил. Леле, твојот глас ме уште во ушите, Наđун. Твојот лик е секогаш со мене. Каде и да погледам, секаде те гледам. Ти ли си тоа? Јас сум. Дојдов да те замалам за прошка. Навистина? Навистина. Фала му на Бога. Да знаеш, сега ќе да ми да те бакнам. Опа, ќе те бакнам. Ќе те бакнам. Ој, ќе те бакнам. Што правиш, момче? Што да правам, Наđун? Од радост е. Сега би те прегнал и би те бакнал, ама не можам. И што да правам? За да не направам грешка, го бакнувам дрвото. Дадо, Наđун, ти ли си овде? Еј, кажи му на Маџир дека сакам да го видам. Ке те изедам, душо, ке те изедам. Види така. Веднаш се враќам, ќе го викнам. Маџир,
Аджи, дојди, брате. Дојди, бе. Куси, што си толку возбуден, бе, брат, а? Кажи. Треба да зборуваш со некого, дојди, ајде, дојди. Брато. Еј, однеси го, ба. Направи ново и донеси ми. Бабо, и така нема да го испиеш кафето, зошто ме мачиш, што ти е? Господе! Гилѓан? Какво убаво изненадување, жими се ќе со несвестан. Се прашувам, зошто сакаше да дојдеш овде? Сигурно затоа што ја доби мојата порака, нели? Порака ли ми испрати? Ти испрати, бе, Гилѓан, Па секако. телефонот ми е на тивко, не сум слушнала. Хајде погледни. Да. Две ли ти пишува таму? Јас испратив само една порака. Може да прашам кој друг ти испратил порака? Гилѓан, Џунејте. Доаѓам кај тебе, дома ли си? Гилѓан? Гилѓан? Гилѓан, немој да ме нервираш сега. Кажи ми, ајде, кој е та? Кој би можело да биде сестра ми? Ми напишала дека ни дошле гости на посета и дека мора да се вратиме дома. Назгјун, ајде да одиме душо. Што се случило? Тргнува, ајде, трчај. Почекај 2 минути барем, Гилѓан. Ти, братче, само несреќа ми носиш. Еј, каде бегате вие? Еј! Помести се малку. Овели, бабо, ново кафе, жешко со кајмак. Што е ова? 4 филџани? Ова е сладко. Ова е средно. Ова е малку сладко. А ова горко. Да спремев сладко, ке побараше горко. Да спремев горко, ке бараше сладко, те знам тебе. Затоа вака пи од кое сакаш. Синко, како успеа да спремиш 4 различни кафиња за толку кратко време? Сите се исти, така? Ме лажеш или не? Ајде кажи. Не веруваш, написе? Ајде пи. Имам нешто за тебе. Мора да разговараме. Зашто да зборуваме? Види, ке готвиш со Илгџун, така ли? Да, ке готвам. Да. Ама тоа не значи дека Илгџун ќе биде со тебе. Не мисли на тоа веќе. Не мислам, ама... Види, јас уште од дете сум многу заљубен во нејзе. И ова не го знаеш само ти, туку цело село. Лага ли е? Измаиловци, како сте, а? Дајте да ме бакнам сега. Абе, што прави овој? Дојди, вамо, дојди. Да, чекај да поминам. Чекај, немој. Полека. Полека. Хајде, помести се. И што правите, а? Како сте? Да, добро ли сте? Кафе ли пиете? Кафе ли пиете? Не. Па што е ова? Не ли е ова кафе? Кафе? Еми, зошто лажете? Ова не е од вчера, така ли? Еми? Уште е Шешко? Слушай, ова. Ти го прекина постот, а? Што е сега? Го прекина ли? Бог да чува, тама работа. Што правите вие, Исмаили? Добро дојде. Здраво. Добре дојде, Уѓун. Што направи? Најде ли глинен казан? Да, го порачав. Ќе го донесат. Добра. Гледаш ли, бабо? Јас и Уѓун заедно ќе готвиме. Не се докажа, бабо. Што ќе кажеш сега? Многу луѓе има овде, ќе разговараме подоцна. Моли, бабо. Добар ден. Добар ден. Добар ден, имам. Што има, старешино? Имав молитва, нека услиша Господ. Нека услиша Господ. Господ нека и прифати молитвите. Имам ефенди, овие четворица се напија кафе и го прекршија постот, мора да ги казните. Господе Боже. Боже, колку години имаш и уште лажеш. Баба Нурие, срамота, не се казнува за тоа. Не е ли верата меѓу Господ и неговите слуги? Ако го прекинале постот, оставете ги нека продолжат.
Имам ефенди, овие четворица се напија кафе и го прекршија постот, мора да ги каснете. Многу се испашив, навистина многу. Господ нека те заштити и нека ти подари долг живот. Бабо, не можеш да се шегуваш со верата. Знаете ли каде господин Муезин, сте го виделе? Не. Ама време е за молитва, а некого нема. Добро, сам ќе прочитам. Поздрав. Поздрав. Господ да ги прифати твоите молитви. Слушай, Исмаил, земи го вона. Кафе сакаш? Ајде, момче. Добро. Ајде, оди. Леле, времето никако да поминаме. Уште има време до ифтар. Леле, заборавив на молитвата, бе. Муезин, што правиш овде? Што можам да правам, брат ми го чекам. Брат ми спие. А колку време го чекам овде, знаеш ли ти? Господе Боже. Гори се во мене. Бато! Што е, девојко? Абе, ти си спиеш таму, јас те чекам долу, така ли, а? Кој ти го кажа тоа? Јапрак. Да, јас му кажав. Абе, цел пост ќе го преспиеш? Не спиев. Размислува многу длабоко, ги затвори очите и оваа глупава девојка ме виде така. Чекај, ќе дојдам. Чекај. Чекам. Готови ли си? Готови сте, синко, ајде облече ги, ајде. Ерол, се врати ли? Дојдов, господине. Доволно ли е? Не е доволно. Ке треба да одиш уште еднаш. Уште еднаш? Да, уште еднаш. Не тереме да повторувам. Реков уште еднаш, ајде. Како ќе кажете? Баш се меки сега. Добро ли се, а? Ќе влезат полесно. Чекај, види вака. Препушти ми ги мене. Не, јас ќе ги дотерам. Остави ме мене, бе. Туркај. Ајде, туркај си го. Туркај посилно, бе. Ајде. Чекај си го, ајде уште еднаш. Ајде. Добро, еве, влезе, готово. Чекај, добро ли е? Што видиш, а? Меки сте, нели? Навистина се меки. А јас, кога бев во Истанбул, знаев само за бензин, кочница, рачна, сврти се ваму, сврти се таму. Сега, со ова кондуриве тука, малку... Тешко. Ама искрено важно е дека можам да ги носам, тоа е. И ти, многу си го сакаш минибусот, нели? Многу? Што значи многу? Премногу. Тогаш јави се и прашај дали е продаден минибусот. Зошто? Зошто да се јави? Јави се и треба да прашуваш, нема потреба. Господе Боже. Ај ќе се јавам. Да, јави се. Ало? Како си ми, брате? Не, живи Бога, не можам да дојдам, не. Благодарам. Слушај, да дојдам, што ќе правам таму? Немам минибус, така ли е? Готово. Заврши таа работа, напразно ќе одам ваму таму. Што сакав да ти кажам, оној злобниот, нашиот шеф, го продаде ли минибусот? Уште не го продал. Што? Не разбирам, жи ми се. Прашај го колку бара за него. Зошто да го прашаш? Само прашај го, Господе Боже. Човек чека на телефонот, прашај го, ајде. Ало? Брат, имам едно прашање. А колку бара нашиот шеф за овој минибус? 2000 лири? Како може 2000 лири? 200 000? Не бе, од каде 200 000 лири за минибус? 20 000?
ако е 20.000, че си ништо. Че му дека утре са бале, јас ке дојдам и ке му оплатам. Од каде сега ова? Зошто така да му кажам? Господи Боже, човекот чека, че му веднаш да го донесе. Види, немој да се шегуваш со минибусот, ти се колам, ќе доживам срцев удар, чичко дужин, те молам, немој вака да ми правиш. Абе, човекот те чека, бе, ајде кажи му, нека го донесат утре, ајде. Еј, ало, кажем! Чекај да не викам. Еј, слушај да ти кажам нешто. Утре мора да го донесете мојот прекрасен минибус во Мармари, сме слушнали? Еј, донеси го минибусот. Мојот пријател ќе го купи минибусот, брат. Добро, и слушај, ако видам една гребаница на минибусот утре, да знаеш, сите ќе ви изгребам, брат. Добро, пријателе, ајде, исклучувам сега, се гледаме, ајде, остани со здравје, чао. Ете, готово. Само невој да кажуваш дека јас го купувам. Зошто? Нема да го купиш? Значи, нема да го купам, јас го ти. Ама како е можно, точичко дузи, не ми прави вака, жити Бога, како ќе го купам? Можеш, види. Ако дознае татко ти за ова, може да има голем проблем. Значи, никој не смее да знае дека јас сум го платил минибусот. Ево ти за мене и ќе ми вратиш. Јас ќе дадам пари, тоа е договорено. Ти си мојата душа, бе! Дојди да ти бакнам рака, дојди, не може вака да се направи. Не, чекај, за... Добре, ајде. Значи, душа човек си ти, бе, душа човек си. Абе, синко. За малку ќе ме умреше да ти кажам. Yallah şoför yallah Allah ne bekliyiz sen. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Yallah ne bekliysen. Yüreğime gam ekliysen. Hiç Allah'tan korkmaysan, beni yolda bırakırsan. Hiç Allah'tan korkmaysan, beni yolda bırakırsan. Yallah şoför yallah apar beni. Леле, маше, Керко, откаде се појави ти вака одеднаш? Кажувај. Жими Бога, цел ден го барав коптагелчичко дујджун и конечно го најдов. А зошто ме бараш ти мене? Јас не разбирам. Затоа што со тебе сум срекна. Ми се допаѓа кога сум покрај тебе. Ќе се ослободам ли јас некогаш од тебе, бе? Кога сакаш, како сакаш и само тогаш. Ко? Оди гледај се твојата работа. Јас и тој да завршиме наша работа. Добро, чичко дујджун, може би вечерва ќе играме карти. Боже. Гледаш, почнав да зборувам како тебе. Станав како тебе. Не, јас веќе се плашам од тебе. Абе, слушај, ти не си како мене, те молам, оди си. Колку убаво, исто мислиме и ние. Керко, ти како да не ме разпромене? Сакаш да те земам за раки да те однесам надвор? Тоа ли треба? Ајде, оди. Ама чичко дујджун, сакаш да си одам од овде и повторно да ми се расипат очите? И што значи сега тоа? Морам да стојам покрај тебе цел живот за тебе да не ти се расипат очите, така ли треба да биде? Те молам, Боже. Види, ќе им кажам на Емини и на баба Нурие да ти најдат маж, веќе да не ловиш вака мажи, ме разбра? Добро, чичко дујджун, веќе си одам. Ајде, оди си, оди. Ајде, Господе. Боже, Господе. Не ми се верува. Што е ова? Прв пат гледам аква нешто во животот, жими мајка. Видја ти неа. Каков давеш да не беше тичко дужин, готово, јас готов сум. Доседна е како мува. Добро што беше тука и ме спаси да ти кажам. Господе Боже, ајде. Седни малку да се одмориме, ајде. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Тука има да чекам јас. Да видам што тоа треба да завршат тие.